Денеска православната црква ги празнува преподобниот Григорий Декаполит, светиот Прокл, патриарх Цариградски, и светите маченици Евстати, Теспеси и Анатолий. Преподобниот Григорий Декаполит роден е во Декаполи Савриски од познати и благочестиви родители Сергий и Марија. Кога го завршил образованието, родителите сакале да го оженат, но тој побегнал во пустината и се замонашил. Живеел на разни места, како во Византија, во Рим, на планината Олимп. Каде и да бил, секаде ги зачудувал луѓето со своите подвизи и со чудата. Се случувало да го озарува небесна светлина, да му се јавуваат ангели Божји. Тој ја гледал ангелската убавина и го слушал нивното умилно пеење. Поживеал долго и богоугодно и мирно се упокоил во 9 век во Цариград, преселувајќи се со душата во радоста на својот Господ. Светиот Прокл, патриарх Цариградски, ученик на светиот Јован Златоуст. Во 426 година бил посветен за епископ Козички, а во 435 бил избран за Цариградски патриарх. Управувал со Божјата црква како мудар архиереј. Во негово време се случиле две важни работи. Првин се пренесени моштите на светиот Јован Златоуст од Коман во Цариград по желба на царот и на патриархот. Во тоа време царувал царот Теодосиј Помладиот со сестрата Пулхерија. Второ, во Цариград и во околината имало голем земјотрес. Многу од најубавите и од најголемите зданија паднале од страшниот земјотрес. Тогаш патриархот со царот и со мноштвото свештенство, големци и народ излегле на Литија. И кога на Литијата се молеле на Бога, се случило некое дете на чуден начин да биде земено високо во воздухот, што најпосле не можеле со очите да го видат. Потоа детето се вратило и се спуштило на земјата. Кога го прашале каде било, детето одговорило дека било однесено на небото помеѓу ангелите и ги слушнало ангелите како пеат: Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни помилуј не. Кога ја слушнале оваа песна, сите луѓе во Литијата почнале да ја пеат, а земјотресот веднаш престанал. Од тогаш оваа прекрасна песна е прифатена во црквата. Тоа дете наскоро се упокоило и било погребано во црквата Света Ирина. Светиот Прокл послужил како архиереј 20 години и мирно се упокоил во Господа во 446 година. Светите маченици Евстати, Теспеси и Анатолий. Овие биле родени браќа од Никомидија од незнабожечки родители, Филотеј и Евсевија, кои подоцна ја примиле вистинската вера од светиот Антим, епископ Никомидиски, заедно со своите синови. Филотеј бил ракоположен за свештеник. Кога тој се упокоил со својата жена, настанало страшно гонење на христијаните под злочестивиот цар Максимијан. Тројцата синови на Филотеј биле изведени пред суд. Судени, мачени, малтретирани на разни начини и најпосле биле на смрт осудени. Повеќе пати им се јавувале ангели во затворот, им давале мана за храна и ги исполнувале нивните млади срца со сила и со храброст во трпението.
Кога ги извадиле на губилиштето, им се доближиле двајца другари, Палади и Акаки, и разговарале со нив. И додека уште разговарале, светите маченици ги предале своите души на Бога. Тогаш војниците им ги одсекле мртвите глави и ги однеле да ги покажат на судијата. Пострадале за Христа Господа околу 313 година и се преселиле во бесмртното Христово царство.